Би сакал да започнам со честитање на празниците на сите наши граѓани. Единствена работа која што би сакал само да кажам е од пости да не претеруваат. Постењето е нешто кое што се прави и за здравје и од религиозни причини, меѓутоа при завршување на постот не значи дека треба да се вратиме одма на сите стари навики. Што значи би требало во текот на времето со деновите како што завршуваат постите, така полека но сигурно да се враќаат на претходната исхрана. Не значи тоа дека треба одма да се фрлат на јадење на се што ќе стигнат, затоа што тоа знае да даде и акутни и хронични последици. Најчесто воспаление на желудникот, воспаление на панкреасот, тоа е нешто кое што може од буквално од играчка плачка да се случи. Значи од секојдневно добробит до завршување во болница и хоспитализација. Кои се ризичните групи на пациенти кои особено би требале да внимаваат? Особено би требало да внимаваат пациенти кои што веќе ги имаат некои од тие хронични заболувања, например пациенти кои што имаат гастрити, пациенти со хипертензија, пациенти со диабет, не се пациенти кои што воопшто би требало да постат, затоа што тие заболувања сами по себе знаат да направат додатни компликации, нели? Дури и да учествувале во постите, мислам дека за воиднина би требало да знаат дека такви хронични заболувања не би требало да имаат вакви екскурзии конкретно и во начинот на исхрана и во животот. Така што тие се некои од најглавните работи кои што би ги посочил, мислам тие хроничните заболувања кои што би можеле да направат дополнителни плюс компликации во однос на општата здравствена состојба.